Добре дојавте во За или против, јас сум Љупчо Светановски. Имам чест денеска мој гостин да биде Владко Ѓорчев, национален координатор за демографија, млади и човечки ресурси, како и член на извршниот комитет на ВМРО ДПМН. Добре дојде. Добар ден или добро вечер, веќе некаде на пола сме. Поздрав до вас и до вашите гледачи, се надевам ќе имаме добра емисија. Владко, причината за темата всушност е она алармантна демографска слика која што беше представена не толку одамна. Зборуваме за онаа проекција од под 1 милион жители во Македонија за само 20 години. Дали ова реално возможно? Ако, например, го гледате извештајот на Обединените нации за светот, особено во делот на Европа, како и поголем број на земји, еве и Северна Америка, Азија, посебно Источна Азија, таму се употребува терминот колапс на популацијата. Значи, на огромен број на земји на светот им се случува колапс во бројот на родени деца. Ја ќе набрам некои од европските земји, значи имаме страшно големи падови во земји како што се Полска, Германија, понатаму страшен пад на фертилитетот во Австрија, Италија, 1,1, 1,2, тие се некаде 30-40% помалку од Македонија. Шпанија исто така 1,1, 1,2, Малта, Финска негде падна на 1,3, 1,4. Балтичките земји, иако се супер развиени и богати, имаат огромни падови. На Балканот сите без исклучок, значи Балканот забрзано депопулира. Понатаму Велика Британија и на историски најниско ниво на фертилитет 1,44. Источна Азија, најбогатите земји се надолу по типот Јапонија, Сингапур, кој што е меѓу најбогатите земји во светот, Јужна Кореја, убедливо најнизок фертилитет на светот. Јужна Америка е следна, значи во моментов уште не се гледа. Јужна Америка има страшни падови, Канада е падната на 1,1 во моментов, САД е во моментов 1,6, што е 30% под одржување на број на население, со тоа што во САД има некаде околу 1/3 од сојузните држави имаат доста понизок фертилитет и така натаму. Во тој дел, значи Македонија не е гледачите околу односот на бројките еве 1:40. Што значи тоа во превод? Тоа значи 1,4, тоа значи број на родени деца по жена. Значи за одржување на популацијата да имаме проста репродукција, потребно е 2,1. Зошто 2,1? Има мајка и татко, треба да има 2,1 деца, затоа што дел од тие деца, тоа на 2,1, 2,1, затоа што дел од тие деца од природни причини, од несреќи и слично, нема да достигнат репродуктивната доб. Значи 2,1 родени деца по жена е минимумот за одржување на населението. Во цела Европа никој го нема тоа. Тоа го нема ниту Канада, ниту Соединетите американски држави, ниту еден куп земји во Латинска Америка, има уште неколку само што го имаат, ама за некоја година тие кидат доле. Например, Јужна Кореја, што е супер богат, има 0,7. Тоа значи дека во секоја генерација Јужна Кореја се намалува некаде за околу 70%. Од една до, значи ако земеме една генерација кај 25-30 години, плюс и подоцнежно стапување во брак, значи навистина една слика која што е загрижувачка. Да, има земји кои што немаат проблем со демографијата, например, не знам, во Азија, еве највисок фертилитет има Авганистан, тоа имаат прилично витална демографија, Ирак има витална демографија, Бангладеш, Индонезија, понатаму Субсахарска Африка, исто така они имаат солидна демографија и фертилитет, но има огромен број на земји, особено богатите земји, кои што имаат изразито и повеќе деценијска ниска стапка на фертилитет. Сега дополнителната опасност е за земји како што е Македонија, токму затоа што тие добростоечки богати земји имаат изразито ниска стапка на наталитет и фертилитет и тие го компензираат тоа со увоз на население, вклучувајќи и Македонија. Значи, например, еве Германија веќе 50 години наназад има стапка на фертилитет под 2,1. Имаат исто така и повеќе родени и умрени. Германија, само по витална статистика, родени минус умрени, дневно губи речиси 1000 луѓе дневно. Јапонија, например, минатата година губеше 2400 луѓе дневно. Тоа име некаде, Јапонија има
1900 родени дневно и 4300 умрени. 1900 бебиња дневно, 4300 погреби дневно. Оваа година има уште полошо, значи ако беа минатата година минус 2400, оваа година се во првите 6 месеци минус 2700. Значи, тие земји, тие нивни демографски проблеми ги решаваат со тоа што увезуваат работна сила, вклучувајќи и Македонија, и каде што, како да ви кажам, одеднаш сите наши фирми, плати во Македонија и така натаму, одеднаш се во трка со, условно кажано со спортски речник, со Бајер Минхен. Значи, тие им нудат понуда, Бајер Минхен понуда, која што е прилична. Беласица контра Реал Мадрид. Да, буквално. Да. Значи, тие понуди се, не знам, од светски гиганти од типот на Siemens, Bayer Pharma, Deutsche Bank, Airbus, не знам, Volkswagen и така натаму. Значи, тоа е реалноста во која што се наоѓаме и истовремено ние како Македонија имаме една демографска рецесија или рецесија на фертилитетот која што трае 70 години, а тоа е дека, например, во 1950 година, тоа е отприлика генерацијата кога нашите родители се родени, или тие години, 48, 50, 51, 2. Значи, 1950 Македонија има 50.000 родени бебиња. 50.000. Минатата година Македонија има 16.000 родени бебиња. Што е историски најмалку. Така што мора да се соочиме со тој проблем. Особено ни се случи една голема катастрофа од 2017 година до 2024 година, тоа е дека имавме огромен пад. Значи, Македонија од 2006 до 2016 година со владите на ВМРО ДПМН беше единствена земја која што имаше раст на родени деца во Јужна Европа, значи од Португалија преку Шпанија, Италија, сите балкански земји, значи Грција, Романија, Албанија, Хрватска, Босна и Херцеговина, Македонија, сите има пад во бројот на родени деца, кој 10%, 14 до 20%. Македонија имаше раст 2,3%. Значи, имавме резултати кои што беа во тој контекст најдобри во Европа од 2006 до 2016 година. После 2016 година и шарена револуција која што се случи и за живот во Македонија, и антисемените политики на Мила Царовска, и сите лаги на Зоран Заев, уништување на Македонија, катастрофа и така натаму, Македонија има најголем пад на родени деца заедно со Украина. Значи, политиките на СДСМ, Зоран Заев, таа влада на Филипче и Заев, за демографијата на Македонија, имаше исто влијание како војната за Украина, буквално. Значи, каде што има ракетни напади, милиони бегалци загинати, илјадници, така натаму, мирнодопски тоа го направи на Македонија. Значи, ние паднавме од 2016 23.000 родени бебиња на минатата година 16.000. Значи, тоа е фрапантен пад од 35%, да? Скоро 35%, значи тоа се војни загуби. Тоа се војни загуби и не само во делот на намален фертилитет. Ние имавме екзодус од Македонија, значи од Македонија секогаш имало иселување, Љупчо. Значи половина од нашите песни се печалбарски за гурбет, за заминување. Но она што и се случи изминативе 7-8 години на Македонија беше екзодус и катаклизма. Невидена во историјата. Од истите оние што паркира кондори и патеки пред владата. За живот во Македонија и така натаму. Така што мислам дека зулумот кој што го направија на Македонија е повеќе слоен, значи тоа е и во делот на промената на името, и во делот на националните прашања, и во делот на економските прашања, но особено боли ме допира тоа што имавме страшно иселување од Македонија тие изминати 7-8 години, повторно ќе речам, секогаш имало иселување, има и сега, но тие 7-8 години имавме екзодус, имавме страшен пад на фертилитетот. Значи, ние сега немаме доволно првачиња, кога за првачиња одат оние генерации, например, кои што се
родени 2019 година, 18-19, нели, после тоа ги добиваме после 5-6 години во основно образование. Сега и овие 19-20, кога биле 19-20 илјади деца по генерација, замислете што ќе случи кога ќе дојдат во клупа да седнат и во школа да тргнат овие генерации што се 16.000 по генерација. И затоа, со да би сакал да резумирам, значи затоа мислам дека е одговорно, добро и позитивно што премиерот Мицкоски зборува за оваа тема, што ја третира оваа тема, што се занимава со оваа тема, затоа што лесно е да се игнорира оваа тема, нели, ставија под тепих, но Мицкоски тоа го прави затоа што се грижи за Македонија, затоа што ја сака Македонија и затоа што не може некој да вели дека сака Македонија или сака оваа држава да успее, а не размислува за наредните 10, 20 или 30 години. Значи мораме да размислуваме за тоа, затоа што нема училишта без ученици, нема земјоделие без земјоделци, нема економија без работна сила и потрошувачи, нема држава без народ. Значи, мора да го третираме ова прашање и неодговорно е, уште еднаш ќе речам, историски е неодговорно, што СДСМ не само што не се занимаваше со ова прашање, туку напротив на сите можни начини ги демонтираше сите добри демографски мерки, политики и иницијативи кои што ги имавме. И затоа имаме сега во моментов таа ситуација да паднавме на 16.000 родени деца, која што бројка и мене и сите нас и тоа како треба да не загрижува. Но не смееме да кренеме раце самите од себе. Значи, овој народ и оваа држава е земја која што ги сака децата, која што ги живее и ги цени семејните вредности и многу од прашањата со кои што се соочуваме едноставно се вткаани во ова. Токму премиерот Мицкоски најави серија поробусни акции, како што самиот тој ги нарече, и тоа дека тие акции и ова прашање, оваа тема која што е горлива, ќе биде главен предизвик на владата за следните години. Што значи во превод ова? Какви акции може да очекуваме од прва рака да не речем? Владата дефинитивно ќе се занимава со ова прашање и веќе се занимава со ова прашање, затоа што тоа е прашање за еднината на Македонија. Така што донесовме поголем број на мерки, една само од тие мерки е, например, оведување на 6 инвитро обиди за вонтелесно оплодување. Значи, и скратени се процедурите. Значи, процедурите беа порано 3 месеци, сега се 2 недели. Порано имаше 3 бесплатни обиди, сега има 6 бесплатни обиди. Значи, тоа е заради тоа што имаме одлагање на родителството, имаме проблеми, нели, има голем број на двојки кои што има проблем со неплодност, проблем со зачнување на дете, значи државата сака да им излезе во пресред. И таа мерка претходна за 3 инвитро оплодување, која што введовме пред 10 години, со која што илјадници луѓе низ цела Македонија добијат деца. Значи овие деца сега што шетаат, кога ќе видите деца во парк или во некоја паралелка, дел од нив тие се од тие инвитро мерки кои што ги доведовме, кои што ги введовме пред 10 години. Сега ќе одиме со уште повеќе, одиме со бесплатни учебници, значи нема веќе онаа ситуација децата да добиваат учебници во април, мај или јуни, туку одиме децата веднаш да ги добијат книгите на маса. Минатата година успеавме, оваа година имаше проблеми, но огромен процент на книгите се на маса. До година ќе биде 100%, значи децата ќе ги добијат учебниците. Понатаму одиме во делот на економијата, например, за го намалиме исилувањето. Македонија во моментов сега е земја која што има најголем раст на економијата на Балканот. И тоа треба да се каже. И треба да ни биде мерак и кејф, и тоа е добро за Македонија. Зошто? Затоа што изминативе 7 години ние бевме најутепани и најлоши на Балканот. Значи, ние дојдовме до тоа, Љупчо, да Македонија буквално проси за зејтин и за брашно од Србија. Дојдовме до тоа да Македонија биде економски, стопански полоша од Косово. За вакцините да не зборуваме. Да просиме за вакцини, да просиме за хеликоптери. Внимавајте,
имавме нели сезона пожари што не беше лесно, но пред 2 години Македонија не можеше да крене ниту еден авион да гаси пожари и ниту еден хеликоптер. Не беа сервисирани. Ниту еден авион. Молевме за гориво за хеликоптерите. Значи, молевме околу, буквално владата и на Заев и на Таче Ковачевски молеше за гориво за хеликоптерите. Сега, да, во ред, треба уште повеќе, но не е исто дали пожарите ги гасат 3 авиони или 0. 3-0 е. Не е исто дали Македонија може да крене 8 хеликоптери во воздух или 0. Не е исто 8 спрема 0. И генерално така е во секоја област. Значи, ние имавме ситуација пред година и пол да луѓе колабираат за издавање на лични карти, за издавање на пасоши. Немаше возачки дозволи со месеци, немаше таблици, немаше ништо, буквално немаше ништо. Значи, ние крахиравме на сите можни полиња. Ние сме сега во ситуација каде што оваа коалиција на ДУИ, СДСМ и Левица, заедно со Даниела Арсовска, Скопје го држи во ѓубре, буквално да се дави градот во ѓубре, за да речат луѓево виновна е владата, што пре ова. Не, тоа ќе биде исчистено, доаѓа време, за месец дена, месец и пол, Скопје и еден куп други град, првенствено Скопје ќе биде исчистен град. Значи, ова се класични диверзии кои што ги гледаме. Ова се класични диверзии за ѓубрето, класични диверзии за нефункционирање на јавниот превоз, диверзии со притисокот во водата, во водоводот и така натаму, за да луѓето бидат незадоволни. Значи, сакаме да ги решаваме проблемите, сакаме да работиме и имаме кандидати кои што се навистина добри. Значи, и Орце Георгиевски, и скопските градоначалници, но исто така и сите градоначалници кои што ги имаме низ цела Македонија, ќе работиме и ќе запнеме. Демографијата. Ова не е нешто што може да се реши само со подобрувањето на финансиите. Самите го коментиравме тоа дека многу богати земји имаат проблем со наталитетот. Да, тие го надополнуваат тоа со увоз на работна сила, чија што мета сме и ние меѓу другото, но сепак не е излезо само во финансиите, тука е склоп на повеќе и институции, работи што треба да се сменат, меѓу другото и состојбата на умот, но повеќе работи. Тука е веќе она што се спомнуваше, градењето на инфраструктурата, на градинки, на се она што треба да значи подобар живот и за децата, но и за семејствата кои што треба да се решат да ги имаат тие деца, нели? Но не се само парите во превод. Финансиите се апсолутно важни, значи живеачката и екзистенцијата е нешто што е супер важно за граѓаните и тоа така треба да биде. И во таа насока уште еднаш ќе речем, задоволство ми и добро е што Македонија е повторна земја со највисок економски раст на Балканот, 3,4% во првите 2 квартали, првата половина од годината. Но и националното вако. Имаше еден муаве дека луѓето повеќе се иселуваат затоа што не се чувствуваат како свој на своето нова парче земја. Па што е разликата дали ќе работам во Германија или во Македонија? И тука не сум свој на своето, со сето она национално што ни го направија, што го спомена и ти, едноставно многу шизма се собра, многу работи. Се работи за комбинација од фактори. Мене, например, ми израдува, бев денес во Македонска каменица. Да. И дали беше педагогот или заменик директор или директорката на школото ми кажа, вика, Владко, вика, имаме сега, вика, едно дете се врати од Германија, вика, до крај на полугодие ме најава за враќање уште 4. Сега, како да ви кажем, една ластовичка не ја прави пролета. Но сакаме да се вратат луѓето дома. И ќе работиме на тоа и тоа. Како? Значи, ако видите, например, последниве 2 години, посебно 2024, е прва година кога повеќе луѓе од Полска, за прв пат после 30 години, повеќе луѓе пољаци се вратиле од Германија во Полска, одошто да заминат пољаци од Полска во Германија. Истото се случи со Хрватска, истото со Латвија, Литванија и цела низа на земји. Значи, и тоа како ќе работиме да се ги вратиме луѓето дома? Нема да ги вратиме сите. Ќе има и понатаму иселување. Не велам дека Македонија ќе има плати како Германија или Скандинавија. Не. Но нема да бидеме во нокаут. Ќе се бориме за својата иднина, ќе се бориме да бидеме свој на своето. Ќе им речеме на младите, во ред, ако сте вие, не знам, 3, 4, 5 луѓе под кирија, имате 25 години, размислете. Дојдете си дома, со вашите родители имате, не знам, стан, куќа, решено стамено прашање,
има работа, има работно место, не е платата толку голема колку Германија, но нема да имате кредит кој што ќе треба да го плаќате 30 години, не знам, стан во Минхен или стан во Франкфурт или не знам, стан во Стокхолм или Малме. Дојдете дома, ќе имате пристојна работа, од прилика квалитетот на живеењето во Македонија ќе ви биде конкурентен. Значи, ќе работиме на тоа. Колку локалните власти може да помогнат тебе? Дел од програмите на градоначалниците, токму ќе спомнам, чинам Ѓорче беше Стојковски, ќе ги ослободи младите од плаќање на комуналии за градење на куќа. Еве, апсолутно, тоа и тоа, значи тоа локалната самоуправа може да помогне, еве, не само централната возможност. Ќе може да помогне и тоа го работи исто така и општина Кисела Вода, значи Орце Георгиевски како градоначалник го работат и повеќе други општини, значи мислам дека особено во делот на домувањето можеме да направиме чекори, ќе го направиме тоа. Во делот на економскиот раст сакам исто нешто што е важно да го кажам, а тоа е дека ние имаме раст на економијата од 3,4%. Трет највисок во Европа и најголем на Балканот. Значи поголем од било која земја на Балканот со економски раст. Не ни уште економијата подобра, но се враќаме на едноставно на едни патики каде што Македонија има своја самодоверба, каде што се отвараат фабрики, каде што има инвестиции, каде што секој месец или два отвараме 20, 30, 40 километри автопат. И така треба и да биде. Значи, си ја враќаме самодовербата во државата. И овој разговор кој што го имав денес во Македонска каменица искрено ме израдува. Значи, уште еднаш ќе речам, не е тоа тренд, но е интересно да се чуе. Исто така по поголем број на индикатори гледаме дека се поднамалува. Не имаме иселување, но имаме намалување иселување. Значи немаме на пример некои училишта во некои градови каде што за едно полугодие ни се отпишале 55 ученици. Нема веќе таква работа. Значи има отпишување, има заменување, но е неколкукратно помало. Сакаме да биде уште помало. Значи се работиме, значи се трудиме, работиме, сакаме Македонија да успее. И не е лесно да се оправи нешто што 7 години систематски и плански беше рушено. Значи Македонија беше рушена, Македонија беше демонтирана. Она што го имаме како чувство и како македонштина или македонизам систематски беше подкопувано. И сега е време на консолидација. Значи, знам дека се живее тешко, секој ден го гледам тоа. Го чувствувам, сите знаеме кај живееме, уште еднаш ќе речем, никогаш нема да кажам дека ние сме идеална држава, дека се е супер и така натаму не. Но гледам да балансирам помеѓу констатирање дека не е лесно да се живее во Македонија, дека имаме огромен број на луѓе кои што едва врзуваат крај со крај, но истовремено и давање на надеж. Значи давање на надеж затоа што и премиерот и министрите, еден куп градоначалници напорно работат. Ова го работиме година дена сега, ќе работиме наредни 3 години уште повеќе. Ова се европски трендови. Токму кога беа кај мене нагости професорките од Институтот за семејни студии, кажа едни фрапантни податоци кои што велат дека најчесто семејство во моментот во Европа, семејство би го ставиле во наводници, но така се води, е еден човек. Второ, најчесто семејство е двајца без дете, а трето, многу ретко веќе семејство е двајца со едно дете. Двајца со 2-3 деца, тоа веќе е научна фантастика и раритет, но тоа се трендовите од Европа, кои што, за жал, дел од нашите луѓе ги прифаќаат она што го зборувавме менталитетскиот момент и проблем, како да им се долови на луѓето дека не треба да бидат толку себични, дека не треба да бидат толку хедонисти. Друго е кога не може да некој да има деца, затоа се и овие 6 нели бесплатни инвитро и нели божја работа ќе рече некој, но тоа е 10-та работа, тие луѓе сакаат да имаат, но не може. Зборуваме за оние кои што едноставно ќе уживаат во животот, нели, што ќе се мачат со деца или можат да го направат тоа, односно да без проблем да имаат деца, нешто што е во Европа веќе нели од онаа волк културата и сите тие работи како најнормално станува тренд кој што зазема епидемиолошки размери, бидејќи тие надополнуваат со работна сила, но тие луѓе дојдени од странски култури и сепа адаптирањето и сето тоа бара многу труд и работа, а нивните луѓе остануваат
Пораката тука Да. за нас во Македонија тоа е дека децата и семејството се нашето најголемо богатство. Дека сите како луѓе сме едноставно шмукани во дневни обврски, понатаму луѓе тоа имаат анксиозност и загриженост, нервози, трчање и така натаму, но мораме да им објасниме на младите или да им порачаме на младите дека убаво е да се биде родител. Убаво е да се биде мајка, убаво е да се биде мајка или татко. Значи, младите апсолутно нека го тераат своето образование, нека бидат насочени кон професионални успеси, нека напредуваат во кариерата, но да не го запостават семејството. Нема да се мешаме во било чии, избор. Секој си го бира својот животен стил, секој си бира дали ќе има деца, кога ќе има, колку деца ќе има. Тоа е длабоко приватно прашање. Но истовремено ако видиме дека имаме се помалку ученици, дека имаме се поголем број на празни села, дека сега веќе не само што се празна селата, по малите градови, па и најголемиот град Скопје или поголемите други градови, тогаш мораме да бидеме одговорни луѓе. Не смееме да бидеме како Зоран Заев, Филипче, Мила Царовска, Јагода Шахпаски, еден куп нивни министри кои што воопшто го игнорира ова прашање. Не, мораме да мислиме за наредниве 10, 20, 30 години. Да, не е нешто старомодно или лошо да човек сака да има семејство, деца, внуци, тоа се убави работи. Да собере семејството, да се има близкост, затоа што не може телефонот или технологијата да биде замена за се. Дел од некои од луѓето верувам не гледаат како пештерски луѓе, како некои атавизми, реликви од минатото, некои анахрони елементи. Има и такви, знаеш. Па затоа гледам внимателно, никога да не навредам. Значи, почи за секоја приватност, нема никого ништо да му се префрли или било што, значи уште едно што е личен избор. Но мораме да размислуваме за еднината. Значи, ние можеме се да направиме, ние можеме како држава или општество, не само ние, било која држава. Може да се направат патишта, автопатишта, фабрики, погони, аеродроми. Се е џабе ако нема луѓе. А на огромен број, на 2/3 земји на светот им снимува луѓе. Така што важни се сите ресурси, важни се, водени ресурси, важни се енергетски ресурси, важни се рудни ресурси, важни се финансиски ресурси за државите, воени ресурси и така натаму. Но најважен ресурс се луѓето. А секој еден од нас ќе најдеме примери во нашите семејства. Не така одам нашите баби и дедовци. Во многу потешки услови, имале силни семејства, големи семејства, се сакале помеѓу себе, не се откажувале, поминале за една друга војна, низ огромни тешкоти кои што се незамисливи денес. Зборуваме за 1915, 1920 година, Балканските војни, Втората светска војна, после Втората светска војна обновата сиромаштијата која што биле, но застанале на нозе, не се откажувале. Така што тој нивни дух нека биде инспирација за нас. Значи, сите ние сме на овој свет, затоа што нашите мајки и татковци, и нашите баби и дедовци, и тие пред нив, се жртвувале. Сакале едноставно нас да не подигнат, нели? На нас мислеле, на нас се надевале. И нас не кревале. И нашите родители, технолошки вишоци, што веќе не се случи. Што не помина, така, војните во бивша Југославија, сето останато, да. Сега, ние како генерација тоа треба да го вратиме. Значи, ние треба да ја кренеме идната генерација, ние треба да ги сакаме нашите сопруги, ние треба да ги сакаме нашите деца, едноставно да бидеме приврзани кон семејството, а на крајот на криштата, кога еден ден се тоа ќе помине, кога ќе остариме, кога ќе наполниме, не знам, X години, сеедно, 70, 75, дај Боже 80, мислам дека ништо нема да не прави посреќни одо што некој внук, насмевка, посета или некој помал вака да ти даде една чаша вода. Па доста е, тоа е, како да кажам, тоа се убави работи. Тоа се убави. Семени ручеци, нели, и слично. Тоа се работи за кои што вреди човек да живее. Светот ја утна приказката. Јас се шегувам дека анкетите како да им ги правеше рейтинг на Спасов, бидејќи најавуваа за неколку децении дека ќе имаме пренаселеност
на земјата, напротив, работите отидоа во сосема друга насока, така што како на СДСМ, нели, овие експертите да им правеле за референдумот, кога праве или за победите или било што, теми имаме уште многу за отворање. Во вториот дел одиме со локалните избори, она што се случува во и за Македонија. Со нас е Ватко Ѓорчев, останете со нас, се враќаме веднаш по рекламите. Се враќаме во За или против. Мој гостин е Ватко Ѓорчев, член на извршниот комитет на ВМРО ДПМН. Локалните избори се во полнек, една недела помина од кампањата, имаме уште 2 недели до изборното соочување на 19-ти. Еве, постојано си на терен, како ја гледаш работава, какви се одзивите директно меѓу народот на терен? Како ти изгледа работата? Мислам дека е добро, мислам дека ВМРО ДПМН и коалицијата е фаворит. Мислам дека ќе биде прилично убедлива победа, но не смееме никако да бидеме арогантни. Значи, треба да се слушаат проблеми, луѓето имаат огромен број на проблеми, поплаки, секој вид на нерешени ситуации, прашања поврзани со екзистенција, вработување, комунални проблеми. Значи, Македонија е земја во која што тешко се живее, но на нас е да кажеме дека имаме и кандидати, и екипа, и влада, и гарнитура која што решава проблеми и може да ја води државата напред. Така што таа е отприлика пораката. Значи, еден баланс помеѓу емпатија, слушање на проблемите, сочувствување, но исто така и да се каже, луѓе имаме план, имаме програма, ќе работиме на тоа и ќе биде подобро. И убеден сум дека во однос на тие што ни се политички конкуренти, не сакам да ги нарекувам непријатели било што, окей, ќе завршат избориве, ќе дојде така и ден потоа, нели, но мислам дека имаме најдобра понуда. И она што е исто така многу важно за локалните средини, тоа е дека и тоа како зависат од поддршката на владата. Значи, генерално во Македонија, да, општините имаат свој буџети, општините имаат, нели, своји одлуки, но и тоа како зависат од поддршката на централната власт. А оваа влада и оваа гарнитура и овој премиер изминативе година и кусур покажа и докажа конкретно со мерки, со одлуки, со средства, со проекти дека како ние на влада до сега сака да вложува во локалните средини. Значи, во моментов сега додека збориме, дадени се средства на општините како никогаш до сега и ќе продолжиме. Значи, да, дел од тие средства не може да се ефектуира затоа што роковите се кратки, треба да се почнат постапки, но со средствата кои што ги има владата, кои што се веќе алоцирани, зборуваме за огромни средства, поврзани исто така и со кредитот од Унгарија, кредитот од Велика Британија, средства на владата кои што директно доаѓаат исто така и од буџетот. Значи, сето ова комбинирано е идеална шанса за наредните 4 години за еден куп општини, за сите општини во Македонија. Некои тоа повеќе ќе го искористат, некои тоа помалку ќе го искористат, но важно е да било кој градоначалник има отворена врата во владата. Важно е да градоначалниците во делот на проектите не се контрираат со владата или не војуваат со владата, туку да бидат партнери. Значи, да, апсолутно, не е воопшто спорно ако некој градоначалник политички не се согласува, ако е друга опција. Значи, владата не сака да биде за било кого, за едните мајка, за другите маќа. Треба да се помагаат сите општини без разлика кој е градоначалникот или на која опција припаѓа, но факт е дека дел од градоначалниците, како да кажам, сакаат да бидат во контра или во расчекор со владата, зборуваме за проектите. Не. Проектите не треба да трпат затоа што народ, граѓаните очекуваат асфалт, очекуваат водоснабдување, очекуваат улици, очекуваат локално светло, очекуваат економска зона за да има подобри работни места, очекуваат едноставно соработка и заедничко работење со владата кој што ќе даде резултат на терен. Како гледаш на метнувањето на европски прашања, на Европска Унија, на преговори, на сето тоа што го наметна опозицијата
како тема, на оние црвени линии кои што не се баш и некои линии, на сето тоа што е наметнато како тема на локални избори, каде што самиот кажа потребни се патишта, осветлување, инфраструктура, но не и европски прашања и Европска унија, и тоа е сосема друга тема. Но зошто некој толку високо ја дига оваа тема? Зацкрива нешто, некоја нечија неспособност? Легитимно е секое прашање да биде покренато, но главниот фокус на овие избори се локалните прашања. Ставате за локални избори и за комунални проблеми. Но не може СДСМ и целата таа гарнитура, таа влада на Зоран Заев и Венко Филипче да зборува за било какви црвени линии, кога тие буквално подизбриша со сите црвени линии на Македонија, македонскиот народ и генерално на сите нас како држава, црвени линии некои што беа градени 30 години назад, не црвени линии што беа градени 91-а, 2 или 2000-та од владите на Бранко Црвенковски, Никола Клјусев, Киро Глигоров и сите останати кои што беа после тоа во македонската политика, туку тие решија да ги бришат асмомските црвени линии. Решија да ги бришат и линденските црвени линии. Значи, сите оние позиции кои што како народ и држава сме ги граделе 200 години наназад, изминативе 7 години, беа буквално збришани. Беа сите македонски позиции буквално срушени. Така што имаме една тешка ситуација во која што треба да застанеме на нозе. И правенката е многу едноставна. Тоа е дека кога имаме влада, збориме за последниве 10 години, не зборувам за претходно, да речеме, пред 20-30 години, но последниве 10 години. Секогаш кога СДСМ е на власт, Македонија губи. И обратно, секогаш кога ВМРО ДПМН е на власт, пробуваме нешто да направиме. Не е лесно. Не е лесно да се биде, нели, ниту на овој Балкан, ниту на овој свет. Гледате какви се генерално и тешките меѓународни констелации. И од тие тешки меѓународни констелации Македонија мора да се бори за свое место под сонцето. Значи, условно кажано, еве химната наша вели, македонците се борат за своите правди. Не мислам тука само на етничките македонци, или на сите нас кои што живееме во Македонија, но тоа е химната наша, тоа е и судбината наша. Од оваа кожа не се бега. Така што секоја генерација има своја битка, имаме и ние, и пораката е дека нема откажување, нема предавање, нема да кренеме раце самите од себе, ќе се бориме. Се бори некој од другата страна, некој вели за својот дом, некој вели друг за своите хациенди, трети вела дека еве Заев се јави, на вистина се јави денеска, со Facebook статус, несрамежливо, собра сили од некоја плажа, некој вели од Дубај, други велат од грчките плажи, но влезе во помош на Филипче. Главното толкување на сите беше дека се јави вистинскиот председател на СДСМ, за да покаже дека се уште овде. Како гледаш на ова пројавување на некој кој што според многумина подобро е да си седеше некаде скриен со сето она што го направи против Македонија, македонците? Зоран Заев е најдеструктивниот лик во македонската политика последниве 70 години. Нема подеструктивен. А на тој истиот Зоран Заев, граѓаните на Македонија плебисцитарно во 2021 му покажа, изгласање договори му покажа врат. Затоа и поднесе оставка. Затоа што на локални избори го поразивме 50 општини на 10, 5:1 го поразивме на минатите локални избори. На овие избори се надевам ќе видиме, мислам дека ќе биде и поубедливо, мислам дека Заев ќе биде поразен во Струмица. Значи, тој заевизам, кој што ништо добро не и донесе на Македонија, сега ќе биде поразен и во Скопје, и во Струмица, и во Прилеп, Пелагонија, Источна Македонија, Скопска околија, не знам, да не пропуштам некој регион, и цела Македонија тоа ќе биде поразено, затоа што ниту нуди перспективи, на Македонија создава проблеми, на Македонија донесе иселување и, да не заборавиме, никогаш нема да го заборавам тоа. Значи, Македонија беше земја која што имаше најголема смртност од ковид на светот. Во тоа време Зоран Заев и Венко Филипче возеа мотори, БМВ. Дневно имавме по 50 мртви, по 50 погреби имавме из цела Македонија.
илјадници луѓе преживуваа голгота, нели, со оние ковид центри, болници и сето останато, а тие возеа мотори. Значи и тоа ни се случуваше да имаме по 50 мртви со месеци. Со месеци. Значи, не велам дека ако имаше друга влада или гарнитура, немаше да има епидемија. Имаше епидемија во цел свет. Во целиот свет имаше смртност. Но, таа Македонија на Зоран Заев и неговиот министер за здравство Венко Филипчи имаше најголема смртност на светот. Така што нема враќање назад. Тоа се некои работи кои што не само што не се забораваат лесно, туку долго се паметат. Можеби не беше вака да се пројавува за да не го заборавиме. И таков Зоран Заев, како да ви кажем, не доведе до тоа да не знам, ќе дојде да славиме 2 август Илинден или 11 октомври или 8 септември, да секој еден човек во Македонија, секој еден македонец има грудка во душата. Ќе дојде 2 август, си велиш, чекај, што славиме? Се ништи Македонија. Доаѓа 11 октомври, треба да славиме, треба да го славиме 11 октомври, како да го славиме 11 октомври кога тој и таков СДСМ на Зоран Заев го брише асном. Го брише асном. Ние треба да славиме независна Македонија на 8 септември, кога народот изгласал преку референдум со 95% независна Македонија. Си велиш, па чекај, дали е таа Македонија која што ја сонувавме, дали е таа Македонија за која што мечтаевме. Така што таа коалиција сега во моментов на ДУИ, на СДСМ и на Заев и на Филипче и левица ја гледаме ефектуирана низ општините из Македонија. Значи едноставно тоа е варијанта, тоа е едно, како да ви кажам, една втора шарена револуција во најава, на која што и тоа како прочитана. Ти благодарам што беше мој гост. Благодарам уште еднаш. Јас сум навистина инспириран кога ќе видам некои убави епизоди из Македонија. Со голем број на луѓе разговарам. Уште еднаш има проблеми, треба да се покаже разбирање, емпатија, луѓето имаат поплаки, се апсолутно, ние сме тука и за фалење и за кудење. Но ме радува што гледам едноставно дека Македонија почнува да се случуваат добри процеси и треба да се продолжи понатаму, така што нема откажување, нема предавање, одиме понатаму и Македонија ќе продолжи да чекори напред. Фала многу за поканата. Ти благодарам уште еднаш, ми беше чест. Фала многу. Поздрав. Ви го благодарам и вам што бевте со нас, да сте ни живи и здрави и секако чувајте се многу.